Ужасен крај за 31 годишната Ајнет Вејсел од Битола. Нејзиниот 33 годишен сопруг, со кого не живееле заедно веќе подолго време, утринава нешто пред 7 часот по жолчна расправија, ја нападнал со нож и ја избодел до смрт. Ајнет беше мајка на 4 деца. Роднините во шок раскажуваат дека сопружниците биле разделени. Недоразбирањата меѓу нив биле чести, но жртвата не го пријавувала заради децата. Тврдат дека убиецот не можел да се помири, дека го оставила и со децата заминала кај незиниот татко. Ја убедувале да го пријави, но никогаш не го сторила тоа. Најновиот случај на фемицид се случил во битолската населба Баир на улицата Петта. Монструозниот чин го потврдија и од ЦВР Битола, од каде информираат дека осомничениот веќе е и приведен. Денеска полициски службеници од ЦВР Битола го лишија од слобода АР 33 години од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 6 часот и 40 минути со нож ја нападнал неговата сопруга АВ 31 година од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт. Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот. Во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, се вели во соопштението од ЦВР Битола. На местото на трагедијата увид извршил и дежурен јавен обвинител од битолското обвинителство. По негов налог, телото на починатата е предадено на обдукција, а од лице место подигнати се траги и материјални докази кои ќе бидат предмет на понатамошно вештачење. Осомничениот за извршување на кривичното дело е лишен од слобода, а за натамошниот тек на постапката против него обвинителството ќе ја информира јавноста, соопштуваат од јавното обвинителство на Македонија. Инаку, според досега објавените податоци, само од почетокот на годинава се евидентирани најмалку 4 случаи со смртен исход, а поврзани со семејно или родово базирано насилство. Додека во периодот од октомври лани до март годинава регистрирани биле 6 убиства на жени, а во 2025 година имало 1754 ново евидентирани жртви на семејно насилство, од кои дури 1269 биле жени. Заради ваквите фрапантно загрижувачки бројки, државата веќе презема мерки за итни законски измени со цел системски подобро да бидат заштитени жртвите на семејно насилство. Предвидено е да се менуваат дури 8 закони, со кои ќе се менуваат полициските овластувања, законот за кривична постапка, за бесплатна правна помош, за спречување и заштита од семејно насилство, за социјална заштита и за правда на децата.